моментов, кога го снимам видеово, следи најомиленото годишно време за многу луѓе, а тоа е летото. Иако можеби ова лето тотално е упропастено поради коронавирусот, сепак денес ќе набројам 10 интересни факти за летото. Скоро сите едва чекаме да дојде лето секоја година, но дали сте знаеле дека во 1816 година воопшто немало лето? Земјите во северната хемисфера, не само во Канада, доживеале продолжена зима таа година. Оваа аномалија била предизвикана од моќната ерупција на планината Тамбора во холандската Индија во 1815 година. Тоа предизвикало вулкански пепел и газ да ја покрие атмосферата, делумно да го скрие сонцето и да предизвика климатски промени што зафатиле многу градови низ светот неколку години. Летото е, за жал, сезона на комарците. Летото е врвот за инсектите, затоа што топлите температури ги тераат побрзо да го поминат нивниот животен циклус. Повеќе комарци несат јајца и повеќе комарци се раѓаат околу ова време. 3-месечен пекол е за тие со сладка крв. Во Париз, додека има многу високи температури, Ајфеловата кула се зголемува за 15 сантиметри. Точно така, кога температурата е над 40 степени Целзиусови, предизвикува металот на основата да се расшири, правејќи ја самата изградба повисока. Исто така, предизвикува врвот на кулата да се навали 17 см подалеку од сонцето. Ова се случува затоа што челикот се шири на топло, а се намалува на ладно. Јули е месецот на сладоледот. Поранешниот американски претседател Роналд Реган го прогласил јули за национален месец на сладоледот во 1984 година. Како добар сосед, Канада се придружува секоја година и го слави националниот ден во третата недела од јули. Не знам за вас, но мислам дека ова докажува дека сладоледот е клучот за светскиот мир. Секогаш во лето се потиме кукурчиња и скоро ништо не носиме од облека. Но на 9 јуни во 1955 година во Далвини температурата била неверојатни минус 5,6 степени. На 2 јуни 1975 година во истиот град паднал снег, предизвикувајќи многу крикет надпревари да се одложат. Следниот факт е еден што сигурно сите го знаете, но најдолгиот ден во годината е во лето. Летниот солстициум ја означува точката кога сонцето ќе ја достигне својата највисока положба на небото на 21 јуни. Ова е најдолгиот ден во годината и по оваа точка деновите пополека почнуваат да се намалуваат се до зимскиот солстициум кој се појавува на 21 декември. Во исто време кога северната хемисфера го доживува летниот солстициум, јужната хемисфера има зимски солстициум што го означува најкраткиот ден во годината. Постои годишен фестивал на подводна музика во Флорида Киз. Постојат многу музички фестивали во текот на летото, вклучувајќи го Охрид Колинг. Но, ако сакате да доживеете нешто навистина уникатно, тогаш упатете се на подводниот музички фестивал во Лоe Key Reef во Флорида. Се одржува на годишно ниво повеќе од 3 децении. Фестивалот вклучува претходно избрана радио плейлиста која се имитува во живо од подводни звучници до публика на нуркачи. Мојот најомилен аспект на летото е фактот дека конечно можам да јадам и да се давам во лубеница. Но дали сте знаеле дека има скоро 300 различни видови на лубеници? Најпопуларните видови вклучуваат лубеници со семе, без семе и мини лубеници, од кои сите се одликуваат со познатата розово-црвена внатрешност, но има и жолти и портокалови лубеници. Има доволно вода во олимписки базен за да се избањаме над 9400 пати. Олимписките базени содржат околу 2,5 милиони литри вода, додека просечното капење троши околу 264 литри. Тоа значи дека доколку сакате да исцедите олимписки базен и да го користите за да си ја наполните својата када, ќе можете да се бањате следните 25 години, предпоставувајќи дека ќе се бањате еднаш на ден. Може би сте направиле ангел на снег во текот на зимата, но дали некојаш сте направиле ангел со песок во текот на летото? На 10 јуни 2017 година 1387 луѓе го сториле токму тоа на јавната плажа Стернс на езерото Мичиген, кога поставиле светски рекорд за број на луѓе што истовремено направиле ангели во песокот, според Гинисовите светски рекорди. Доколку ви се допадна ова видео, не заборавајте да притиснете лайк и да се претплатите на овој канал за повеќе видеа како овие.
Исто така не заборавајте да ме заследите на Instagram акаунтот што го отворив пред некој ден. Се гледаме.